Почитувани, на скандалозните изјави и однесување на Зоран Заев им нема крај. Зоран Заев вчера по кој знае кој пат покажа дека за него загубата на човечки животи не значи ништо. Тој и неговата банда околу него продолжуваат да се однесуваат како ништо да не се случило. Трагедијата која што се случи во модуларната болница во Тетово и жртвите кои што ги зема истата. Зоран Заев без око да му трепне ги стави во ист кош со градба на тераси и кафеани. Имено Зоран Заев вчера изјави, цитирам: "Сите знаеме дека државата не градеше со одобрение за градба, статики, локацијски услови како што се градат сите болници." И замислете, за ваква изјава тој се уште не е повикан во јавното обвинителство. Во секоја нормална демократска држава Зоран Заев после ваква изјава од позиција на премиер на истата ќе беше повикан во јавното обвинителство и ќе беше отворена истрага против него, но и против целата влада која е дел од процесот на поставување на модуларните болници. Со оваа изјава Зоран Заев призна дека модуларната болница во Тетово, во која живи и изгореа 14 луѓе, немала ниту одобрение за градба, ниту се знае дали се исполнети условите за статичност на објектот. Со други зборови, несреќа од ваков или сличен тип може да се случи и при било која друга временска непогода. Ова признание на Заев кажува дека свесно како влада и предали на болницата во Тетово објект кој е темпирана бомба. За Заев банална е несреќата во Тетово. Банално било тоа што му барале оставка за трагедија во која живи и изгореа 14 луѓе. Тоа се 14 луѓе на кои тој како премиер бил должен да им обезбеди услови за лечење, а не за смрт. Почитувани, не е банална ниту несреќата, ниту барањето за оставки. Банален е Заев. Банално е тоа што трчале по провизии наместо да изградат болница по стандарди. Банално е тоа што не преземаат одговорност зашто болницата немала противпожарна заштита. Банално е тоа што нема обвинителство кое ќе го истражи давањето на мито. Банално е тоа што недостига персонал и нема кој да ги негува пациентите. Банално е тоа што Заев спореди несреќа во која живи и изгореа 14 лица со летна тераса во кафеана. А срамно е тоа што Заев и Филипче, наместо да си поднесат оставки, банализираат се само за да останат во своите удобни фотељи. На крајот, сакам да порачам дека за сето ова, за сите обиди на Заев и власта да релативизираат и подценуваат, но и да заташкуваат трагедија која однесе 14 невини животи, тогаш, кога ќе се створат услови, ќе има одговорност за сите инволвирани во овој случај. Ви благодарам.